ученици, добре дојдовте во училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алију, предавам македонски јазик во Основно училиште Истикбал Тетово. Денес ние ќе учиме за минато, неопределено, свршено и несвршено време и предминато време. Ова видео настава е наменето за ученици од 7 оделение. Минато, неопределено, свршено и несвршено време, предминато време. Ке ве замолам пред себе да имате лист хартија и молив за пишување и за да земете забелешки. Во оведен дел прашања. Набројување на прости глаголски форми, набројување на сложени глаголски форми, зошто се прости глаголски форми, зошто се сложени глаголски форми. Сложени глаголски форми се минато неопределено време, предминато време, идно време, минато идно време, идно прекажано време, можен начин и глаголските конструкции со сум и има. Минато неопределено време се образува од сегашното време на помошниот глагол сум и глаголската л форма. Минатото неопределено, свршено и несвршено време се разликуваат според видот на глаголот. Кај минатото неопределено свршено време, глаголите се од свршен вид, дејството е завршено. Кај минатото неопределено несвршено време, глаголите се од несвршен вид, дејството не е завршено. Минато неопределено несвршено време се образува од сегашното глаголско време на помошниот глагол сум и глаголската л форма на несвршени глаголи. Еднина, прво лице, јас сум цртал, второ лице, ти си цртал, трето лице, тој, таа, тоа, тој цртал, таа цртала, тоа цртало. Множинска форма, прво лице, ние сме цртале, второ лице, вие сте цртале, трето лице, тие цртале. Во трето лице еднина и множина, формата на помошниот глагол сум се изостава. Минато неопределено свршено време се образува од сегашното време на помошниот глагол сум и глаголската л форма на свршени глаголи. Еднина, прво лице, јас сум нацртал, второ лице, ти си нацртал, трето лице, тој нацртал, таа нацртала, тоа нацртало. Множинска форма, прво лице, ние сме нацртале, второ лице, вие сте нацртале, трето лице, тие нацртале. Глаголите и во двете времиња се слични со цел да се воочи разликата помеѓу минатото неопределено, несвршено и свршено време. Значењата на минато неопределено време. Со минато неопределено време може да се изрази директно или прекажано глаголско дејство. Прво, директно кажување. При директното кажување ние сме биле очевидци или сами сме го извршиле дејството во минатото. Се искажува со прво лице, бидејќи сами сме го вршиле или извршиле. Например, јас сум бил во Минхен, може да се изрази и со второ лице, ако сме биле присутни, односно не ни кажал некој друг. Например, ти си ми помагали порано, поретко се сврзува со трето лице. Тоа се случува кога првото лице логично ги посведочува дејството што е во врска со третото лице. Например, никогаш не изгледал вака. Нерасположен, прераскажаност на глаголските дејства кои се извршиле без наше присуство, ги прекажуваме, односно на нив сме чуле од некој друг. Прекажување најчесто се јавува во трето лице, например, Петре дошол кај мене дома, ме почекал малку па си отишол. Поретко се употребува во второ лице, а тоа се случува кога сме разбрале од некој друг. Например, овие денови си бил болен. Во прво лице се искажува значење блиско до прекажаноста, например, сум го изгубил пенкалото. Примери за предминато време. Еднина, прво лице, јас бев купил, второ лице, ти беше купил, трето лице, тој беше купил.
Množina, prvo lice ние бевме купиле, второ лице вие бевте купиле, трето лице тие беа купиле. Значењето на предминатото време, на ова време означување дејство што се случило пред друго минато дејство. Употребата на предминатото време е многу ограничена во современиот македонски јазик. Формите на ова време се чувствуваат застарени, па има тенденција да се заменат со некои други, како што се минато неопределено или определено, со конструкциите, со глаголска придавка и слично. Например, се беше изнаоблекол како да е среде зима. Во современиот израз почесто ќе употребиме се изнаоблекол како да е среде зима, беше изнаоблечен како да е среде зима, се имаше изнаоблечено како да е среде зима. И вежби, учениците имат задача да променат по два глагола од сите времиња за кои учевме на овој час и истите да ги пременат во соодветните реченици. За домашна работа да го променат по 5 глаголи во минато, неопределено, несвршено, свршено и предминато време. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.